Денес во Скопската општина Карпош беше свечено пуштена во употреба 22-метарска вештачка карпа. На отварањето присуствуваа премиерот Никола Груевски, градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, директорот на Агенцијата за спорт и млади Лазар Поповски, како и многу насобрани граѓани. Директорот на Агенцијата за млади и спорт истакна дека со овој проект Македонија ја добива највисоката вештачка карпа на Балканот и втора во Европа, со што се создадени услови за нормално развивање на овој спорт. Со овој спортски објект ги исполнетме сите услови за спортско качување. Спортскиот објект се состои од главен дел вештачка карпа со 22 метра висина и тоа е најголемата карпа на Балканот. Исто така имаме и помошна карпа, вештачка карпа болдер со висина од 5 метри. Вештачката карпа е комплетно отпремена со трибини и со соблекувални за спортистите. Спортското качување е нова дисциплина, која што и Меѓународниот олимписки комитет веќе од следните олимписки игри ја вклучи во својот редовен програм и овие наши спортисти кои што се во моментов репрезентативци ќе имаат шанси да се борат да исполнат олимписка норма. Се со цел нашите спортисти да нижат што е можно повеќе успеси на меѓународните надпреварувања, како што тоа го направија нашите кошаркари, ние ќе продолжиме да инвестираме во изградба на спортски објекти, изјави премиерот Никола Груевски. Спортското качување како спортска дисциплина е распространета низ целиот свет, а од денес и македонските љубители на овој спорт ќе имаат вистинско место за вежбање и за рекреација. Вештачката карпа со сите своји пропратни елементи ќе биде вистинско место за организација на курсеви по спортско качување, надпревари во спортско качување, многу млади таленти и генерално развој на овој спорт. Само со изградба на што е повеќе можно спортски објекти за различни видови на спортови, ќе придонесеме за подигнување на спортскиот дух и напредок на македонскиот спорт. Се со цел македонските спортисти постојано да нижат спортски успеси, како на пример неодамна во кошарката. Денес беа пуштени во употреба и 2 нови тениски игралишта кои се дел од проектот за изградба на 100 тениски игралишта на територијата на Република Македонија. Инаку во последните неколку години изградени се 35 големи спортски сали, 50 фудбалски игралишта, а се градат 145 училишни спортски сали. Исто така се изгради и најголемиот стадион во Македонија, националната арена Филип II Македонски, како и спортскиот центар Борис Трајковски, и целосно се реконструираше базенот во Карпош.